Ленин Јовановски, роден скопјанец, роден дебармалчанец, по скопски ќе кажам, и вака родени во Скопје, и ако направиме една ретроспектива, го паметите Скопје од детството, некако забрзано, се развива, се урбанизира. Како го гледате Скопје некогаш и сега? Па, Скопје е многу различно, што по мене и нормално е за еден град метропола, за главен град во кој што, нели, сите трговски, економски центри се центар во една држава. И нормално е да се развива и да се менува, многу е различен. Можеби другите градови им требало подолг период да го променат својот лик. Меѓутоа Скопје забрзано се промени. Јас во моето дебармало, како дете ги паметам улиците кои уште не беа асфалтирани. Да сега тамо изникнат нови згради и не само тамо, да се смени комплетно и центарот на Скопје, местата каде што ние како помлади излегувавме. Детството го поминав тука негде во близина, во нашето мало, да кажам, како дебармалец, со контакти со другите мала, што за добро, што за лошо. Значи, оние, што ги паметам, детски игри кои што сме ги имале баш најчесто пред, на улицата, пред двориштето од куќата наша што беше тамо. Најчесто тука сме се собирале, сме играле се и се што, и фудбал на мали голчиња, и џамли, како што реков, имаше земја, можеше да се игра џамли, други детски игри кои што сега веќе можеби се и подзаборавени. Новите генерации си најдоа некои нови занимации, некои нови игри. И сето тоа, според мене, е една нормална работа. Не сум од луѓето носталгичари, кои што би кажале дека ние живеевме во некое поубаво време, во некое не знам какво време. За нас било убаво, ние го сакаме тоа време, меѓутоа да им дозволиме на новите генерации да се живеат во сопственото време во кој што тие ќе уживат и можеби тие ќе го прераскажуваат, и во кој што можеби ние не се пронаоѓаме, меѓутоа тоа е нивната убавина. Јас Скопје го сакам и вака, видоизменето, го сакам она се што се менува, што се гради, што се создава, што го менува урбаниот лик. Апсолутно ништо не ми пречи и тоа е за мене една нормална појава и очекувана и посакувана со оглед на тоа што ништо не сме посебни и различни од другите метрополи кои што тој развој исто во некој период го доживувале. Имам доста градови, малтене во секој главен град од европскиве држави, па и на другите континенти го имам посетено и видливи се тие, да кажам, да кажеме, урбани грешки под наводници, каде што навистина во централното градско подрачје веќе се и скоро да нема паркови, мал процент на зеленило е, тесни улички, кај што не може да паркирате возила и така натаму и така натаму. Така да, среќен сум што сум во Скопје, и тогаш и сега, и среќен сум што сум се уште тука, и сигурно тоа нема да се промени никога, заради тоа што и Скопје и Македонија за мене се нешто кое што е најубавото на светот. Без разлика на сите оние други економско-политички состојби, сепак има преголеми убавини од кои што не би можел да се откажам и да го напуштам. Ваш животен стил, ваше животно хоби е мотоциклот, и мислам дека уште од раните, можеби младешки години, а сега веќе препознатлив, Ленин Јовановски од Ноќни волци, и навистина нешто што мислам дека без нешто што и не можете. Дали сум во право? Така е, тоа е нешто за кое што не постои компромис. Значи, моторот ми е мој начин на живење, моја пасија, моje се, да кажам, во тој дел не се откажав никогаш. Го возам до ден денеска, освојувам секогаш некои нови дестинации, возам секаде, нели, како што веројатно ви е познато и на
неколку континенти надвор од Европа. И тоа ќе остане така се додека физички сум здрав и можам тоа да го правам без разлика на оние сите згоди и незгоди што ми се случувале во изминатиот период. Не ме поколебале да се откажам од тоа задоволство, значи посветувам сериозно внимание и си го пружам тоа задоволство во секој можен момент. Најповеќе од моето слободно време, особено во деновите кога се убави, сакам да ги искористам и да се дружам и со моторџиите со кои што возам заедно, меѓутоа некој пат, така и сам знам да си отпатувам до некаде. Во градот Скопје исто така сте препознатлив како сообраќајен инженер и секогаш знаете да давате совети, да кажете, да покажете, да понудите сообраќајни решенија. Како ви изгледа градот во сообраќајната инфраструктура? Недостасува ли нешто? Доволни се, дали се доволни булеварите, воопшто сообраќајниците? Повеќе од 25 години, значи, сум со таа проблематика и раководев со еден специфичен дел од јавниот превоз во град Скопје, доста упатен, практично го знам секој камче на улиците од градот, секоја дупка, пошто сум постојано присутен, дали пешки, дали со моторот, дали со возило. Сообраќајот, заради тоа што и по сила на она што ми е професија, го пратам многу добро. За жал, во изминатиот период сообраќајот, особено јавниот превоз, претрпе многу голема промена во негативна смисла. Тотално е девастиран и во моментов се прават напори да се врати во некоја нормална состојба. Јас сум следбеник на модерните научни размислувања, дека булеварите, улиците не треба да се прошируваат, дека не треба да се градат нови сообраќајници, повеќе и од она што е испланирано. Скопје има испланиран генерален урбанистички план, кај што некои сообраќајни решенија во голема мера ќе го олеснат протокот на возила, меѓутоа генерално ставот на стручната јавност околу сообраќајот е да не се прошируваат сообраќајниците и да се деморализира моторниот сообраќај, повеќе да се обрне внимание и користење да се насочи на јавниот превоз, кој што кажав, за жал, се обидуваме некако да го ставиме во некој нормален ред и да се осовременува, за да може луѓето да се пренасочат, да го користат повеќе јавниот превоз. Вие сте сведоци, вие сте исто во Скопје, гледате дека во изминатиот период патниците, оние кои што само немаат возила или се принудени да користат јавен превоз, го користат онаков каков што е, додека се повеќе луѓе се присутни со возилата по сообраќајниците, што прави голем сообраќајен метеж и дополнително на тоа и загадување, што е многу важно за Скопје како една територија која што е во котлина. И во тој смисол сметам дека со модерни, правилни решенија, со решавање на мобилен, ефикасен, брз, доверлив јавен превоз, во голема мера ќе се помогне да имаме еден уреден сообраќај во градот Скопје. Неодамна проект на Министерството за внатрешни работи, Безбеден град, веќе е во функција. Сметате ли дека треба да има некои корекции како успешен обид? Како го гледате овој проект? Одличен проект, пак зборувам од стручен аспект и од аспект на тоа што значи безбедност во сообраќајот. Гледаме дека и она на улиците што го гледам, најголем дел од граѓаните и оние што возат автомобили го прифаќаат и веќе е успорен сообраќајот во градот Скопје, што значи безбедност како за самите луѓе кои што ги возат автомобилите, особено и за сите други учесници во сообраќајот, вклучувајќи ги и велосипедистите, и пешаците, и оние кои што користат друг вид на активен превоз. Секако дека ниеден систем не е совршен
и не треба да брзаме со критики према системот. Системот ќе си ги покаже веројатно во наредниот период своите слабости. Верувам во капацитетите на оние кои што го спроведуваат проектот, дека сите слабости и критики и забелешки кои што ќе бидат дистрибуирани до нив од учесниците во сообраќајот, дека ќе ги прифаќаат и ќе го оптимизираат функционирањето на безбедниот град и ќе имаме навистина едно модерно решение каде што од повеќе аспекти ќе има резултат. Значи ќе има резултат бидејќи ќе нема недоперливи, ќе нема дивење по улиците, се ќе биде тоа регистрирано и нема зошто некој да се плаши од камери ако го почитува законот. Значи зборувам во секоја смисла. Се знае кои луѓе се плашат од камерите, веќе практично камерите се присутни сегде, во сите локали, во сите дворишта, во сите институции и сите оние кои што мислат честно и нормално да функционираат во овој град, тоа нема да му пречи и нема да ги допре ниту една казна, ниту пак ќе бидат гонети од некоја институција заради некое свое постапување. И сметам дека се ќе биде во ред. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам, Иван.